Скопје се дави и тоне во смет. И покрај очајните крици на граѓаните во Скопско-Маџари, надлежните не превземаат ништо. 3 дена откако Алфа објави дека скопјани се гушат во дивата депонија што ја полни и скопски комуналец, нема ни збор од надлежните. Жителите на оваа населба и денес ја дишат смрдеата како во последните 3 години. Граѓаните во страв за сопственото здравје, но по се изгледа не само од коронавирусот, туку од сметот кој секојдневно им го истураат пред нос. Параат одговорност од градоначалниците и чист воздух. Значи од тогаш све си е исто по старо. Само да ги поздравам градоначалниците на Гази Баба, господинот Борче Георгиевски и на градот Скопје Петре Шилегов, што ете за Скопје и за што се бори за Скопје и за екологија и за чистина и се. Очекуваме некој подобрување, дека ќе има некоја санкција, ќе се преземат некои интервенции. Ама и денеска истата песна. Ќе видам ќе се распрашам во јавно обвинителство во како се процедурите да го тужиме градот Скопје. Значи ова више неиздржливо. И опозицијата реагираше, го повика градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, да одговори како дозволил возилата на комуналната хигиена да оставаат смет сред Скопје на дива депонија. Наместо да чисти депонии, Шилегов создава депонии. Наместо враќање на сјајот на Скопје, Шилегов ги враќа депониите. Има ли инспекторат за заштита на животна средина во оваа држава? Го повикуваме и за спаното Министерство за животна средина да реагира. Надлежните институции кривично да го гонат градот Скопје, кој создава дива депонија и ги друе скопјани. Наместо асфалт, Шилегов на скопјани испорачува тони отпад. Останува да видиме дали надлежните ќе реагираат по ова, оти кривична пријава секако ќе стигне до нечија адреса.